Со низа активности, меѓу кои надпревари доброволното противпожарно друштво Кочани го прослави својот трет роден ден. Настаните започнаа во центарот на градот, а главните награди беа доделени на прославата организирана во кругот на територијалната противпожарна единица Кочани. Имаш учесници од државата, но и од Република Србија, Бугарија и Словенија. Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов го поздрави овој настан, како и работата на друштвото со што се подобрува заштитата во Кочани и околината. Со овој настан доброволното противпожарно друштво ја афирмира својата работа, своите напори и својот труд кој го даваат во заштитата на животната средина и на сите други активности кои се дел од нивното функционирање. Во исто време, ова е и можност да се регрутираат нови членови, нови заштитници на природата. Пожарникарите се надпреваруваа на 4 противпожарни полигони, од кои 3 лоцирани во централното градско подрачје на претходно зададени сценарија и едно во кругот на територијалната противпожарна единица во Кочани. Првото место и најдобар резултат освоија доброволното противпожарно друштво Петроварадин од Нови Сад, Република Србија. Второ пласирана беше екипата на доброволното противпожарно друштво Рогошка Слатина од Република Словенија и третото место и припадна на противпожарната екипа од Рафинерија Окта, Република Македонија. На женска конкуренција првото место и припадна на женската екипа на доброволното противпожарно друштво Сингелик од Ниш. Да се забавуваме, да се дружиме, да размениме искуства, да извлечеме некои позитивни искуства кои секако ќе во иднина ќе продолжат да се негуваат и ќе се стекнуваат се уште нови пријателства. Победниците задоволни од надпреварите и организацијата посочија дека на ваков начин се продлабочува соработката, но и се нуди можност да се научи нешто ново. Мене ми е драго што започнавме минатата година со вакво дружење. Се надевам дека ќе продолжиме долго низ годините. Во рамки на надпреварот беа организирани и детски противпожарни игри за петооделенците од основните училишта од Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Настанот беше збогатен со културно-уметничка програма, настап на децата од детската градинка Павлина Велјанова од Кочани.